Почитувани учесници на 54-та летна школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, почитувани организатори, почитувани гости. Дозволете најпрво да ви посакам срдечно добре дојде во Охрид. Особено се радувам што за разлика од минатогодишната летна школа, како и од првата зимска школа на почетокот на оваа година, кога поради пандемијата бевме онлайн, сега имаме и привилегија и задоволство и вие и јас да бидеме присутни во Охрид. Тоа е одлична можност покрај изучувањето на македонскиот јазик и продлабочување на знаењата за македонската литература и култура, да се запознаете и со богатото културно и историско наследство на Охрид, се разбира и да уживате во убавините на Охридското езеро. Годинава одбележуваме 100 години од раѓањето на великанот на македонската филологија, лингвистика и книжевност, академик Блаже Конески, и токму затоа оваа 2021-та е посветена на неговото велико дело. Како покровител на овој голем јубилеј, 2021 година во чест на Блаже Конески, им благодарам на организаторите на меѓународниот семинар, што и зимската школа, која што впрочем беше и првата активност во рамките на содржините на јубилејот, и престојнава 54-та летна школа, ги посветуваат на творештвото на Блаже Конески. Покрај лекторските вежби, предавањата како стожерна програмска содржина ќе бидат посветени на теми од животот и од творештвото на Конески. Предвидени се обраќања на еминентни предавачи, кои изворедно го познаваат неговото дело и кои ќе опфатат различни аспекти од неговото творештво. Сигурен сум дека запознавањето со делото на Конески ќе биде додадена вредност за 50 мината учесници кои ни доаѓаат од 16 земји од 3 континенти. Тоа е бројка за почит и сведочи за несмалениот интерес за изучување на македонскиот јазик и на македонската литература и за подлабоко запознавање со македонската култура. Со тие факти со право треба да се гордееме, но тие истовремено и не обврзуваат да продолжиме да ги развиваме и да ги унапредуваме врските со сите посветени влюбеници во македонскиот јазик и промотори на македонската литература и култура. Во таа насока, сакам и од ова место да истакнам дека во следниот период очекувам многу поинтензивен ангажман на државните институции, но и на академските установи во зајакнувањето на постојните и отворањето на нови лекторати по македонски јазик на странските универзитети. Искуството не учи дека изучувањето на македонскиот јазик, литература и култура во рамките на лекторатите и славистичките катедри на странските универзитети во изминатите децении придонесе да стекнеме докажани пријатели кои несебично ни помагаа за време на првите исклучително тешки години од нашата независност, а тоа го прават и денес. Во годината кога ја одбележуваме и 30 годишнината од нашата независност, треба да се подсетиме дека културната дипломатија е најдобрата стратегија во напорите на помалу бројните народи за нивно етаблирање во меѓународната заедница. На сите слависти македонисти од странските универзитети и научни институти, кои во изминативе децении беа нашиот глас и нашите најдобри амбасадори на сите континенти, им благодарам од срце за нивната посветена работа. Драги пријатели, како човештво се соочуваме со тешки искушенија. Освен геополитички судири и борби за ресурси, за територија и за моќ, во континуитет се соочуваме со климатски промени што се особено видливи ова лето, со енормно високи температури кои погодуваат на ширењето пожари низ нашата земја, но и во други земји во Европа. Тука и пандемијата на COVID-19 која не стивнува, држејќи не се уште во страв и неизвестност. Сите овие кризи ни покажуваат колку сме кревки и бараат преиспитување на нашите вредности, верувања и приоритети. Се надевам дека овие потешкотии ќе не насочат повеќе кон духовноста, помалку кон материјалното, повеќе кон солидарноста, наспроти омразата и себичноста. Јазикот, уметноста и културата се оние сегменти кои му даваат значење и смисла на човечкиот живот и овозможуваат траење низ времето и помнење за иднината. Затоа вашиот труд, вашата волја и желба, љубовта кон лингвистиката и страста за уметност и за културата имаат непроценлива вредност, прекосејќи и на минливоста на времето. Посакувам и понатаму да продолжите да и служите на науката, чувајќи го сопствениот интегритет
и дигнитет. Продолжете понатаму посветено да придонесувате и за македонскиот јазик, литература и култура, да ги потребам завршните стихови на Конески од неговата песна Одисеј. Бидете заради тоа благословени и блазесиви. Дозволете на крајот уште еднаш да ја посакам пријатен престој и успешна работа на 54-та летна школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при УКИМ и благодарам.